2021 година. Да се вратиме малку на дискусија за буџетот. Председателе, пратеници, почитувани граѓани, како и на секоја комисиска и редовна пленарна седница, за жал, но очекувано, расправата се одвива репетитивно и шаблонски во насока на оттргнување на тежиштето на дискусијата од фокусот буџет или наречен граѓани во овој случај, во партискиот спектрум од све за инат до кој прв почна. Конечно на крај ќе дојде и гласањето и нема да се прифати ни еден амандман, ни еден факт, ни една вистина, ни една очигледност или предлог како добронамерна корекција, зашто, како што вели еден колега од парламентарното мнозинство, наредба си е наредба. Би сакала да потсетам дека не сме тука за партиските лидери, туку сме тука за граѓаните. И наша должност е над и пред се граѓаните и државата. А граѓаните се сомневам дека не ословуваат со почитувани, па и јас престанав. Иако ние во нашите говори не забораваме да го искористиме зборот, се сомневам и дека не сметаат за нешто повеќе од партиски двопрсташи и чиста техникалија за алиби на владините одлуки, какви и да се, дури и кога не верувате во нив. Како доказ за ова што го говорам, иако силно верувам дека сите ние го знаеме и просечната гледаност на Собранискиот канал, 17 гледачи, од кои што 11 се од службите на Собранието. Честитки до нас. Единствената вистински суштинска реакција се добива по зборот одговорност. Зборот одговорност ја извлекува вистината на виделина, па единственото оружје против неа е во политичката бучава, која јас ја нарекувам светиот грал, колективна одговорност или така наречена ничија одговорност, за што одлично служи Собранието. Пратеници, ако некогаш било неопходно да ја заслужиме придавката почитувани, тоа е сега. Во оваа криза, каква што државата не доживеала од самото самостојување. Но не е ковид крив за се. Ковид само брутално ја демаскираше реалноста во која живееме, онаа реалност која диша по улиците, колку и некој да сака да ги затвори очите. И велиме име и презиме на овој буџет е економија и здравство. Би додала и образованието и тамо ни е иднината. Ајде да видиме што зборуваме за економија. Според Светската банка, над 500.000 граѓани ја напуштиле земјата од 1950 до 2013 година. А извештајот за миграција на Обединетите нации укажува дека 534.720 македонски граѓани живеат во странство во 2020 година. Евростат проценува дека над 100.000 македонци станале европски државјани за кои што немаме евиденција. Според Јуда 2020 година има бројни проблеми со пресметките и статистичките бази на податоци. И конечно во националната стратегија на Република Македонија за соработка со диаспората за периодот 19-23 година се прави груба пресметка на македонските граѓани кои живеат во странство и кои што се денес над 700.000 лица, односно стапката на емиграција е поголема од 30%. Во датата која што е објавена во ноември 2020 година, еве пред мене. Стапката на емиграција драстично пораснала во 2017 година, го достигнала пикот во 2018 година, пикот продолжува во 2019 година, а ковид кризата послужи да се стопира во 2020 година. Што се однесува до регионите од каде што се иселуваат нашите граѓани на оваа речиси празна држава. Скопје 36,07%, Пелагонија 22,62%, Вардар и југоисточниот регион 19,67%, Полог 18,69%. Географската дистрибуција на иселување на нашите граѓани из Западна Европа 56%, другите се сите далеку помали. Од оние кои што се иселени, 45,03% се иселени целосно со своите семејства. Од истите, 69,2% се изјасниле дека нема да се вратат во Македонија. Од нив, жени се 58%, 41,8% се мажи. Старосната категорија на иселениците во последните 3 години е помеѓу 26 и 42 години, просечната стапка е 34 годишни.
Во однос на образованието кој што го имаат, за да не мислиме дека се работи за сиромашни семејства со слабо образование, 41,2% се со универзитетско образование, најголемиот процент се со мастер, 3,7% се доктори на науки. Македонци се 92%. Православни христијани се 77,9%. Во однос на она се иселуваат затоа што ВМРО не им даде работни места. 51,1% биле вработени во Република Македонија. Во однос на ниските плати и како ќе им надокнадиме со платите па нема да се иселуваат, 25,8% имале околу 600 евра плата. 26,7% имале околу 350 евра плата. Платите не се проблем. Во однос на она каде се иселени во државата кои им се просечните плати со нивното иселување, просечната месечна плата во Германија на нашите иселеници 1500 евра, што е далеку под просекот. Односно, од просечни македонски семејства стануваат под просечни германски семејства. Што се причините за иселувањето? Овој брод се празни поради огорченоста и политичката криза. Односно, ние. На второ место е економијата со 60,4% во битноста. Кариерниот напредок 42,8%, а недостатокот на правда е причина во 40% од случаите. Сакате да зборуваме со бројки. Велиме буџетот е за подобрување на здравствената криза на овој брод кој што се празни. Ајде да зборуваме. Нема да ја разгледувам компарацијата помеѓу 21-та и 20-та година, иако ако тоа го сакате, ги имам анализата пред себе. 20-та година јас ја нарекувам лимбо година, празна година, кризна година и нема поента од компарација со неа. Иако таа компарација би годела на опозицијата. Во споредбата со 21 кон 20 година, Министерство за здравство има намален буџет за 4,68%. Фондот за здравствено осигурување има пораст за 1,85%. Да ве подсетам, пратеници, сите ние гласавме за 90 милиони, од кои што 27 милиони беа за здравство, а 10 милиони требаа директно да се префрлат во фондот. Во расходите за заеми на страна 89 никаде ги нема. Не знам каде се парите за кои што сите ние гласавме. Тоа ме вознемирува мене, би требало и вас, бидејќи одговорноста е колективна сега за сега. Во однос на администрацијата, компаративната анализа вели вака: Министерството за здравство има намален буџет за администрација за 33,74%, од кои што поддршка за социјални фондови минус 100%, реконструкција и доградба на објектите на јавните здравствени установи минус 6,16%, медицинска опрема за потребите на јавните здравствени установи минус 3,73%. Нови клинички центри во Скопје и Штип минус 62,9% и амбуланти во руралните средини минус 50%. И сакате ли да продолжам? Пари во здравството нема, иако сите гласавме за 90 милиони од странство, дополнително задолжување. Превентивни мерки за спречување на туберкулоза минус 20,5%. Чим ќе заврши ковид, ќе имаме нова криза наречена туберкулоза. Срекна нова 41. Куративни мерки за заштита и превенција минус 4,33%. Едукација на лекари и медицински персонал, велиме ќе вложуваме во човечките ресурси минус 20% за 21 година во сред пандемија и криза. Целосно здравствено осигурување и здравствена заштита на граѓаните минус 5,17%. Болничко лекување без наплата на партиципација за пензионерите и одделни социјални категории, намалување на буџетот за речиси 31%. И конечно интеграција во ЕУ. Ние немаме буџет за интеграција во ЕУ, намалувањето е за минус 39% за 21 година. Значи, бродот тоне, народот се иселува, ковид не убива. Ајде да видиме што оставаме за еднината, планирано за 21 година. Министерството за образование и наука во однос на 19-та година бележи еквилибриум на позициите. Меѓутоа, во описните ставки администрација се намалува буџетот за 15%, наспроти оној во однос на 19-та година, каде што намалувањето е за 48,4%. Во однос на платите на администрацијата во образованието се намалуваат со овој буџет за минус 51,5% во однос на 19-та година. Интегрирано образование минус 11,29%.
Диспропорционалното однесување како резултат на немањето на национална стратегија на нашата држава за образование се покажува и во Агенцијата за квалитет на високо образование, каде што зголемувањето на буџетот за оваа година е 187% наместо намалувањето во однос на за 19 година минус 16,7%. Фонд за грижа и надградба на талентирани ученици минус 80%. Основно образование се намалува буџетот за 51,67%. Проекти во основно минус 83,41%. Меѓународно основно образование минус 66,33%. Најдобри основни училишта минус 100%. Средно образование. Намалување на ставките во проекти средно образование минус 58,33%. Минус, да не продолжувам. Конечно. Имаме 3 столба. Едниот вели вака: нашите граѓани се иселуваат, предимно поради политичката криза која што им е наметната, секундарно поради лошата економија. Во сред здравствена криза ние немаме пари предложени во здравството, јас не знам каде се 90 милиони кои што ги изгласавме сите заедно. И конечно немаме иднина, бидејќи немаме пари за образованието. И сето ова од пред 4 години, колеги, започна со така наречениот проект за гасификација на Македонија. И тоа сите вие го знаете, без разлика дали ќе го изустите или не. Пред 2, односно 3 дена, владата и Зоран Заев предложи дека македонските евреи биле така наречен проект за гасификација на Полска. Се чини дека овој буџет, како и целата политика, е проект за гасификација на Македонија на цена на македонските граѓани. Нема да стоиме мирно. Ви благодарам.